бидам ја концизен и конкретен, бидејќи колегите има навистина убави излагања, каде што во принцип оваа прераспредела беше разобличена и во тој контекст јас ќе продолжам. Може би оваа прераспределба ставка по ставка ќе се обратиме и ние малку внимание, но во суштината е дека се разобличува владата, незините намери, незините интереси и незините насоки каде се движи. И ова го кажавме дека ќе биде уште кога почнавме со дискусијата за буџетот за следната година. Очекувано, предвидено, ништо ново. Ниту имаат намера да се подобрат, ниту пак ќе биде нешто подобро и следната година. Оваа прераспределба оваа година е токму еклатантен доказ што ни следи. Дали сметате вие, од кога пренамената на овие средства, каде што секаде се крати за капитални инвестиции, се насочуваат таму каде што се насочуваат, дали сметате дека оваа власт има капацитет да ги изврши најавените капитални инвестиции од 800 милиони евра следната година? Кажете ми што е поразлично, истите тие институции што ги раководи оваа влада, што сега не успеале, што тотално потврдиле, истите средства ги фрламе малтене за патни трошоци и за договорни услуги во најголемиот дел, дека следната година ќе се случи чудо, двојно ќе се зголеми капацитетот и истите тие ќе ги реализираат капиталните инвестиции. Се разбира дека нема. Каде што ода сега средствата, тоа ќе се случи и следната година. Нема никаква разлика. Имаме интенција да го сиромашуваме народот, да богатиме владата. И толку. А парите ненаменски, непродуктивно ќе бидат повторно потрошени. Не гледаме во оваа прераспределба тука средства во кои што ќе има директен бенефит граѓаните. Како дополнително нешто непредвидено. Не гледаме ни средства каде што стопанството и фирмите ќе имаат некаков бенефит. Не гледаме ни прераспределба на средствата за кои што оние неколку наши официјално прогласени кризи ќе ги ублажиме. Или дека ќе бидеме подобро, или дека можеби ќе излеземе од истите. Нема. Не би можел да сватам како би била полесна критата со зголемување на договорните услуги во Министерството на правда за 2 милиона. Или разните трансфери, вашата омилена категорија од 10 милиона во управата. Разни трансфери и во матични книги управата. 5 милиона. А имавме жолчни дискусии за конкретни проекти кои што ќе имат директен бенефит во многу специфични области во амандманската расправа за буџетот. Се можеше да се покрие од истото ова. Но не, ние решивме да идеме во разни трансфери. Ние решивме да идеме во други текомни расходи во Министерството за економија од 3 милиона и 800. Договорни услуги дополнително се зголемуваат. Секаде истиот патерн, секаде истата шема. Оваа влада нема намера да се подобри, оваа влада нема намера да мисли на граѓаните, оваа влада треба да се промени. Ви благодарам.